Како што се приближува финишот на летото, така почнуваат да се сумираат првичните бројки за посетеноста и успешноста на туристичката сезона. Судејќи според динамиката и фреквенцијата на гости, оваа сезона би можела да се оцени како една од поуспешните последните неколку години. Охрид овој период пулсира со туристи буквално од целиот свет. Сепак од Фелата потсетуваат дека вистинскиот успех на една сезона не се мери само според бројката на остварени престои, туку пред се според вкупната потрошувачка на гостите во дестинацијата. Она што сепак останува мала дилема е делот околу должината на сезоната, на таа главна сезона и зголемувањето на престој, просечниот престој на туристите. Што значи, се повеќе дестинациите се утврдуваат и ориентираат спрема не колку туристи дошле, туку колку тие потрошиле. А колку потрошиле, значи колку сте зрели како дестинација да ги задоволите потребите на туристите. Значи, Македонија треба повеќе да се насочи кон туристичката потрошувачка, отколку кон оној бројот на туристи. За разлика од воздржаноста на експертите од локалната самоуправа изразуваат оптимизам. Првичните параметри со кои располагаат укажуваат на тоа дека градот и локалната економија оствариле солиден профит ова лето. Секако дека сум задоволен со бројот на туристи, но и начинот на кој што поменува летото многу е значаен и заприметлив, забележлив бројот на странски туристи кои што го посетуваат Охрид. Наша работа е продолжиме да се грижиме сето она кое што е потребно од страна на градот и јавните предпријатија да биде се во најдобар ред. Околу бројките во септември крајот ќе имаме еден пресек, всушност и традиционално тоа го правиме, почекаме летото да помине и да имаме некој пресек за да можеме конкретно да направиме споредба. Затоа што ако правиме до јуни споредба, бројката е зголемена, ама тоа е заради договорот со туроператорите за преку 40.000 германски туристи кои што доаѓаат во Охрид вон туристичка сезона, а уште еден таков договор владата и министерството спрема со уште еден туроператор за носење на туристи од друга европска држава, исто така вон туристичка сезона, што значајно ќе го раздвижи Охрид кога не е онај, да кажам, најпопуларниот дел од 1 мај до 1 октомври. Сепак за да се одржи овој позитивен тренд, туризмолозите предупредуваат дека веќе од следната сезона мора сериозно да се работи на терен. Неопходно е збогатување и разноликост на туристичката понуда, но и итно отстранување на некои децениски негативности кои директно го нарушуваат имиџот на Охрид како водечки туристички центар кај нас. Сите ние, и јас и вие, ако не оставаме смет, ако не загадуваме, ако одиме во одржливи хотели, ако дадеме нешто придоне за зеницата, купуваме локални производи, чуваме локални традиции, негуваме локална гастрономија, сите можеме, ама најмногу тие во кои што е власта и мопта. Значи, нека не се правдаат и нека не во смисла изговори дека тоа е наследено. Добро да се е наследено, ама никога сме се нафаќале на нашата работа, на нашата мисија и тие на нивната функција, знаеле на што се нафаќаат. Дека сезоната навести одличен тек покажаа уште предсезонските бројки. Само во месец мај Охрид го посетиле 40.269 регистрирани туристи, од кои 10.383 домашни и 29.886 странски, при што биле остварени вкупно 77.347 ноќевања. Споредбата со минатата година пак покажува дека лани во шпицот на сезоната во месеците јули и август престојувале околу 84.000 домашни и 67.000 странски туристи. Првичните прогнози и очекувања се дека овогодинешните конечни бројки за јули и август значително ќе ги надминат минатогодишните показатели, но колку финансии и бенефит ќе му донесат истите на градот, ќе покажат официјалните бројки на есен.